Пристигнаа веќе и нашите гости, со нив замириса и студиото, ќе видите подоцна во кадар што е тоа што замирисало. Прво да ви ги представам, тоа е Ивица Маринковиќ, кој што, иако го знаете, можеби морам да кажам како Ивце Пивце, но тој е всушност професор во Средното ветеринарно училиште Браќа Милодиновци. Овде е заедно со две негови ученички и двете Марии, во продолжение Марија 1 и Марија 2. Добро ви утро, драги гости, добро ни дојдовте. Многу сакам гости што не доаѓаат со празни раце, како вас. Сите колеги се израдува. Прво морам да кажам, зошто го донесовте токму ова и од каде го набравте? Значи, ова е наше. Ова е набрано од... Имаме малку земја околу училиштето, на кое што служи како показен терен за сите. Имаме и овоше, имаме и зеленчук, салати, марули, кромит и така што да. Значи сами си берба. го посадивте, претпоставувам учениците. Тоа им е дел од наставата. Пракса, сами си го наводнувавте, одгледувавте и сега го собравте. Сега, пошто еве сме на утринска, носиме јагоди, да сме некоја друга програма, може и кромити донесеме, не знам, зависи од програмата. Па таман во Драчево сте требаше. Ако е некоја политичка, може таму кромит да донесеме некоја таму. А цвеќево исто? Исто наше. Исто. И аранжирано е од наши ученици, затоа што имаме и предмет за аранжирање на цвеќе. Комплетно училиште. Не е само ветеринарно, земјоделско ветеринарно. Земјоделско ветеринарно. Завршува учебнава година. И бидејќи сте тука од двете спротивставени касти, ученици и наставници, прво ќе им дадам предност на девојчињата, како Што вие... мислат за наставникот? Тоа за крај го чувам, после тоа потоп да има. Не, како вие би ја окарактеризирале оваа година што помина? Дали конечно нормална година имавме? Да, после толку многу години со короната и со сите правила кои моравме да ги почитуваме, една од побавите години кои сме поминале подолго време и многу нови работи научивме со тоа што веќе сме на повисоко ниво од тоа што бевме порано. И многу интересна година поминавме. Марија 2, од оваа учебна година што ти би издвоила, што вака никогаш нема да го заборавиш, да речеме? Дали од пракса, дали од настава, дали има врска со наставников, што седи десно од тебе? Па да, многу ми е интересно што вака сите се дружиме, пошто нели кога беше короната никого не гледавме. Значи, дружбата бе извоила и дефинитивно ова сега со проектов, пошто одиме на многу проекти и тоа ми е исто најинтересно. Да, јас им соопштив и утрово, рано наутро во 6:25, не знам дали знаете колку е тоа часот, ми кажав на гледачите дека сте овде додени да ни раскажете се за вашиот нов проект, но прво ме интересира од стручна гледна точка каква беше оваа учебна година. Интересно е за нив што тие првпат гледаат нормална учебна година во средно училиште. Пошто влегува у корона и тие беа онлайн и затоа викаат оваа година беше супер. За разлика па од овие сега што завршија, тие влегува па некако излегува таа корона. Минатата година и нема матура. Така да короната остави големи длабоки траги, сега за нив е позитивно што ете влегува некако кај сме, што сме, не можеме меѓу себе да се запознаат, беше онлайн, ама сега веќе кој што кажуваат и супер. Иначе од наша гледна точка малку бомбите не пореметија еден период. Дојавите за бомби, фала на Бога што беше тоа све лажно. Надополнивме со материјал, со учење, доста имаме пракса, успеавме се. Морам да признам дека учениците имаа разбирање за целата состојба, немаше некоја паника, немаше некои спротивставености, туку едноставно, баш онака у дослук, у договор, заедно со нив, бидејќи јас мислам дека само така може да функционираме, пошто ние се договараме и за часови на дополнување, и за изгубени часови, и за оболедување, и за оправдани отсуства, пошто нашите ученици постојано да отидат на превари, секаде учествуваат, така да на проекти и често пати отсутни мора тоа се надокнади. Вашето училиште и друг пат кога ми гостувал Ивица сме зборувале посебно, необично, несекојдневно. Сега кога ми прати материјали видов некои податоци што апсолутно треба да се потенцираат, а тоа е дека во вашето училиште има ученици од 9 етнички заедници. Да. Ние сме мултиетничко училиште. Меѓутоа, јас кога се подготвав за проектот, тогаш за да видам колку сме навистина, најдов дека сме 9, а ние се однесуваме како да сме сите исто. Така да, јас дури се изненадив дека некои од учениците што ги познавам,
дека се од некоја си друга вероисповест или друга националност, пошто не ги знаев, пошто мене лично тоа не ми Не значи. си ги знаел, не си ни размислувал Не сум ни на размислил, таа не ми тема. ни значило, меѓутоа за намена за проектов, бидејќи ова организација Да. е организација на млади, меѓународна организација на млади, се вика Рајко или Рико, и кај нив е многу битно да се здружат сите националности, да работат на еден конкретен проект, и дури тогаш требаше да ги извадиме националностите, ние свативме дека имаме дури 9 националности. Покрај тоа, плюс, дополнително, имаме деца од Разни рурална социјални средина, категории. од планински места, од рурална средина, од разни социјални категории, од семејства од ризик, така да нашето училиште буквално е една лепеза од се што може да постои е тука, меѓутоа тоа вака во пракса и не се осеќа. Овој момент од вашето училиште особено го издвоив затоа што ми служи како вовед за проектот. Да. За каков проект? Ајде да почнеме таму станува збор. Проектот минатата година имаше конкурс, тоа е меѓународна организација РИКО, кој што целта е младите да се здружат меѓу себе, да нема недоразбирање, да живеат уште од млади, нетрпеливост, уште од млади да живеат како едно. Она што го протежира и вашето училиште, Да, всушност. ние така живееме, ние така функционираме, ние едноставно сме во таа ситуација, се функционира нормално. И со тоа што морам да признам дека имаме ние настава на македонски јазик и настава на албански јазик. Меѓутоа тоа во ходниците или нешто не се осеќа, тоа само секој се одива посебна училница, дури имаме и заеднички часови, мио часови. И кога беше конкурсот, ние конкуриравме со целиот бекграунд на нашето училиште, со портфолиото. Не избраа нас и сега ние требаше да бидеме партнер со некој училиште од друга држава, кое што е или со други националности или етничко чисто. Ние одбравме на училиште од Прокопје од Република Србија, кај што е етнички чисти, пошто Прокопје е град од 30.000 жители, за разлика од Скопје што е 600.000 жители, каде што 95% една националност, една вера и ние со нив заедно направивме партнерство. Станува збор за средноземјоделско училиште. Средноземјоделско училиште. Она што исто таму ми остави впечаток е дека училиштето е основано пред 95 години. Лани бевме на 95 годишнина на патронат. Тоа Кај нив. е цел еден век. Јас кога, да ви кажам, кога читав за тоа училиште, нели ќе одиме во после, сакам да знам 95 години, што тоа било меѓу двете светски војни, минатиот век. И тој патронот Селја, му е некој прекар, тој бил многу учен човек. Тој човек, тоа е кога беа кај нас овде. Тој човек, например, што е патронот Радош Јовановиќ Селја, тој учел во Париз, земјоделско училиште, и кога се вратил, го пренел своето знаење и во негова чест е крстеното училиште, 95 годишна традиција, со многу хектари на своја собствена земја каде што они произведуваат. Сега ќе ги прашам двете Марии околу самиот проект. Ќе почнеме од ова, насловот е Про-ско-сос. Про за Прокопје, ско за Скопје. Сега јас морам да ви признам дека прво кога прочитав, јас мислев дека е СОС. Дури после сватив дека станува збор за СОС. Ајде, девојчиња, за чија беше идејата, како започна се, за каков тоа СОС станува збор и каква е символиката со СОСов? Па, сосот, уствари, нели има неколку состојки. И сега знам дека првата состојка е медот. И медот е, нели, сладка, сладок, убав за јадење. И другата состојка се лути пиперки. Значи, чиста спротивност спојуваме, така? И нас тоа ни беше и поентата, како ние како различни ученици, различни деца, од какви и да сме, може да се споиме и да искочи нешто супер. И тоа е оствари символиката на самиот сос. Сосот го нарекувате, односно благо лут, но потенцирате или луто благ. Зависи од тоа кој како гледа на нештата, дали е чашата полупразна или пак полуполна. Имаше неколку состојки, многу специфични. Значи, една тоа се двете водечки состојки, тоа е медот. Многу биле внимателно одбрани, така? Да. Значи, од една страна е медот, од друга страна се лутите пиперки, меѓутоа имаме ние два зачини кои што едното е представува повозрастна публика, тоа е лукот, а другиот зачин е коријандерот. Коријандерот кој што го дава мирисот на кока-колата, вкусот на кока-колата, затоа што има таков вкус, така и тие ги споивме две неспоиви работи. И уште две состојки има, а тоа се босилекот како кралски зачин, и од една страна, од друга страна чубрицата како нешто луто, односно претходник на црниот пипер што е донесен во Европа од кога се открие на Африка.
Така да сите тие сосови се сите меѓу себе контрадикторни, но ние ги споивме сите заедно и на крај дискочи никој ништо да не изгуби, туку секој да потенцира својот квалитет. Тоа е многу преносно и за целиот проект што го правиме. И сега поентата е кога наместо за чините би ставиле народи или нации, како сето тоа би функционира. Ќе добиеме еден колаж кај што никој ништо не губи, а само го потенцираме тоа што вреди. Ќе ве прашам и што понатаму, значи ова не е крај, но сакам другата Марија да ја прашам за деновиве додека беа гостите тука, како си поминавте тие, како тие си помина и каде се ги прошетавте? Па, ги поминавме сите денови во шетање, во многу забава, многу нови места откривање. Каде беа сместени тие? Беа сместени во центарот, Аха. близу Добро. плоштадот, близу. Колку ученици? 10 ученици и 2 професорки беа од Србија, исто колку и ние 10 ученици и 2 професори. И многу ги прочитавме на многу значајни места низ Македонија и се надевам дека и они и ние многу убаво си поминавме. И сега ќе возвратите посетата, така? Односно не сега, на есен. На есен? Да, ќе одите во Прокопје. Што со сосот во меѓувреме? Значи ние сега го подготвуваме со тоа и поента зашто дојдоа тие. Покрај тоа што ги прошетавме, ние посеавме коријандар и босиле кај нас, а тие паралелно во Србија ќе засадат пиперки, лути, црвени и лук. А, така и од кога- различно поднебје, значи да се И кога ќе биде тоа готово негде за 3 месеци вегетатски гледано, на есен кога ќе отидеме ние таму ќе го правиме сосот. Одбравме втората после да биде кај нив, таму да го направиме сосот, затоа што тие имаат своја менза во училиштето, кај што ги подготвуваат јадење. Прво таму ќе го испробаме, заморчиња ќе бидат учениците, а преку улицата имаат средношколски дом, кај што живеат Ќе ти требаат ученици. подписи од родителите, прво. Имаме подписи. Добро. Дури родителите сакаат да дојдат да го пробаат сосот, сакам да кажам сосот таму ќе биде направен, прво таму ќе биде пробан и потоа ние планираме тоа да го заштитиме како трговска марка. Тој момент и сите тука заедно ќе учествувате, така? Сите и учениците во дизајн, во се. Патентирање, Да. Три фази имате, некој патентирање, дизајн и што Дизајн и беше? после пакување. И тоа ќе го спакуваме и ќе го промовираме, потоа ќе донесеме нормално количини во Македонија овде кај нас и тука ќе го промовираме, прво тука ќе дојдеме или било како да планираме да да направиме еден мини коктел во нашата зоолошка градина во паркот. Па таму да се проба во живо коктелот нешто. Ќе направиме, ќе измислиме нешто до тогаш. Не ми кажавте идејата чија е? Токму за сосов зборувам. Лани кога бевме на овој Ми го избегнавте одговорот? Не беше поставено прашањето. Да прашам трет пат ако го Не беше избегнувате. поставено прашање. Него лани кога бевме на тој патронатот и во еден неврозен разговор као се има еден проект нешто да направиме и што имате идеја и некако до идејата дека имаат некој интересен сос. Додуше ние го надополнивме со некои нови состојки, меѓувреме тие го продоле, рекоа дека и уште надграден и подобрен од тоа што тие го знаеле, така потекна идејата после кога раскажавме со нашите ученици, тие беа стварно задоволни, секој даваше нова идеја, ама ние ставивме негде граница, пошто мислам во сосовите нема крај колку можеш ти да ставиш зачини, меѓутоа не рековме ајде доволно е толку, Да не иако има и оцет, јаболков оцет, има и други некои намирници кои што не се толку битни, али се мора да се постојат во сосот. И она што секако ме интересира, на крајот како ќе го завршите сето тоа, тоа треба да се пласира на пазарот и што планирате со средствата? Па ние и сега, например, ова што одгледуваме кај нас, не одгледуваме комерцијално, меѓутоа и тоа малку што го имаме, ние тоа што го продаваме повторно одат во училишната заедница или за храна за животните што го имаме во зоолошката градина, не сме комерцијално ориентирани, пошто имаме мали капацитети и така и би било и со сосот. Ние повеќе ќе го направиме како промоција, а ако ќе се обидеме нешто да го ставиме како трговска марка негде во продажни центри или во некој ресторани кај што одат млади, пошто ќе биде стварно интересен е вкусот и се, така да ќе видиме што ќе биде понатаму. Сега ние фокусот да го изработиме, да видиме и дизајнерски и со пакување, да има крај приказна, а понатаму ќе го продолжиме. И друг пат сме зборувале за мини зоолошката градина, се надевам дека се е окей, така? Сите сме на број. Сите сте на број, се уште важно дека може граѓаните да доаѓаат во саботите. И си мислам, доаѓаат, не секој ден, и си Секој ден доаѓаат може. тука локално од Драчево, луѓе што си ги чуваат внучињата, да речеме, доаѓаат, На место шетат во прошетка. друг парк, тука Одлично. доаѓаат, си ги гледаат, има многу летниковци, има сенки, си седат, поминуваат едно час-два. Одлично. Сега, значи, оставаме, закажуваме средна следба за Во октомври. во октомври, кога ќе се вратите сите од Прокупле со импресиите ваши ќе ми прераскажете. Последен пат Ивица кога беше овде ми кажа дека 7 предмети предаваш, така? Дали порасна, дали ти одзема некој бидејќи не, не знаеше толку да ги 7, наброиш сите тогаш? 7 се. И за самиот крај финиш прашањето кое што сам си го намета, тоа да ги прашам девојчињата, каков наставник е Ивица?
какви се неговите часови? Па сега не сме многу да зборат по уште не се заклучени оценките, али еве ако е нешто Требаше позитивно. на 14 Ако е да ги нешто викнам. позитивно, еве може да кажат. Имате право да му се додворите сега за подобра оценка, да го искористиме моментот, што да правиме. Сериозно, какви се неговите часови, поинакви од останатите? Не, тогаш ќе ги навредам другите. Знаеш што и да кажат девојчињата се во небрано? Ништо, да го прескокнеме поарно, а? Ајде, ако кажат нешто добро. Ајде, да. Што оценка вие би му дале нему? Една солидна 5. Солидна. Многу интересни часови поминуваме со професорот, многу видеа ни пушта за темите што ја учиме, многу слики ни праќа. На многу убав начин ни го раскажува материјалот што ни го предава. И на многу интересни примери ни дава од секојдневниот живот, како може ние да се снајдеме полесно во животот. Што значи, ем сте училиште за пример, ем имате наставник за Значи како пример. емисија без камери. Справиме се и се што можеме, се држиме околу главните теми, ама ако учиме за мед, учиме и пошироко, што е генерално медот или што има придобивки од него. Да, минатиот пат имав можност да го пробам и медот, така што гарантирам. Па девојчиња, мислам дека во моментов за гарантирана ви е 5 по 7 предмети. Наставникот ви благодарам многу на сите. Многу успех и во овој проект и во сите останати што ги имат. Од името на колегите ви благодарам за јагодите, од моје име за Ова се органски јадови, цвеќето. само да потенцираме.